Добар ден, Македонска каменица, добар ден за малата Швајцарија на истокот. Почитувани членови на ВМРО ДПМН, почитувани членови на Унијата на жени, на Унијата на ветерани, на Унијата на млади сили, на Патриотскиот институт, почитувани коалициони партнери, почитувани поранешни функционери на ВМРО ДПМН, градоначалници, актуелни градоначалници присутни на настанов. Би сакал да си го поздравиме присуството на нашиот премиер, председателот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицкоцки. Да го поздравиме и нашиот сегашен и иден градоначалник Димчо Атанасовски. Почитувани сопартици, најнапред дозволете ми да се заблагодарам за вашето гласање во првиот изборен круг, вашата поддршка за продолжување на промените, континуитет на промените, затоа што препознавте дека во ВМРО ДПМН и во нашата програма има визија и токму затоа ви благодарам. Благодарам што гласавте за бројот 9 и за Димчо Атанасовски и за нашата советничка листа. Во првиот круг извојувавме победа и на листата за градоначалници и на листата за советници. Им честитам на новоизбраните советници. Очекувам во недела, задутре, да излеземе во уште помасовен број и да ја дадеме поддршката, да ја печатираме победата на ВМРО ДПМН овде во Каменица. А веднаш потоа од понеделник да го обзнаниме и новото мнозинство во Советот. Совет кој што заедно со градоначалникот и со владата предводена од премиерот Христијан Мицкоцки ќе продолжи да ја развива Македонска каменица, ќе продолжи да ја гради Македонска каменица со љубов, затоа што тоа доликува на ВМРО ДПМН. Почитувани присутни, во текот на изминатиот период, во текот на кампањава, многумина прашува и стигнува до мене разноразни муабети што сме барале тука и зошто била толкава поддршката од централа на Македонска каменица и на општинскиот комитет. Па тоа е така затоа што сме ВМРО ДПМН. Ние не сме само најголема политичка сила. Ние сме семејство. ВМРО ДПМН е семејство, најголемо семејство во Македонија. И ќе продолжиме да се поддржуваме. И ќе победиме во Каменица. Ќе победиме здраво во Каменица. Ќе победиме затоа што со нас е лидерот на промените господинот Христијан Мицкоцки, затоа што во изминатиот период на водење на владата покажа како се води со ред, со дисциплина, со резултати. И ќе продолжиме по тој пат. Каменица мора да продолжи по тој пат. Тоа е единствениот, тоа е вистинскиот пат по кој мора да продолжиме. Затоа денеска го имаме вистинскиот избор со нас. Затоа тука е твојот човек за твојата иднина. Тука е Димчо Атанасовски. Чесен, трудолюбив, човек позади кој има резултати. Говорев многу во изминатиот период за неговите резултати во Македонска каменица. И јас се надевам дека и покрај обструкциите кои му постоеа во изминатиот период од претходната влада на СДС и на ДУИ, кои ништо добро не донесоа на државава, дека му го обелија образот, затоа што не најдоа ништо за него. И верувам дека влегува уште помотивиран во вториот мандат. И тоа ќе го докажеме. Тоа уште од понеделник ќе го докажеме. Почитувани браќа и сестри, во недела имаме два избора. Едниот изборот ВМРО ДПМН со резултати, трудолюбивост, љубов за Македонија, љубов за Македонска каменица. И вториот избор ви е СДСМ, партија која што е пред целосен распад. Партија која што ја погазивме на овие избори и партија која што не заслужува воопшто да и се даде шанса повторно, затоа што во изминатиот период таа партија ги донесе најголемите срамови за Македонија.
најголемите понижувања на националното достоинство, партија која што беше полтрон на Дуи и партија која што со ништо не може да се пофали овде во Источна Македонија дека има направено. Сетете се на еден проект што го имаат направено за Каменица или за Источна Македонија. Па сите работи што се направени во Македонска Каменица се од нашите градоначалници на ВМРО, ДПМН и од нашите влади. Зошто ви им давале уште една шанса? Јасен е победникот во недела. Во недела уште рано од Сабајле да излеземе, да си гласаме за бројот 9. Да си гласаме за Димчо Атанасовски, за градоначалник на Македонска Каменица. И таму некаде кај 21 часот Димчо да прогласиме победа. Победа за ВМРО ДПМН, победа за Димчо, победа за Каменица. Да сте живи и здрави, да живее Македонска Каменица. Да живее ВМРО ДПМН. А сега иден градоначалник, поверете. Почитувам председател на ВМРО ДПМН и премиер на Република Македонија господин Христијан Мицкоски. Почитувани пратеници од Собранието на Република Македонија, почитувани поранешни, актуелни, сегашни и идни градоначалници, почитувани присутни, добар ден и од мене. На самиот крај на оваа изборна кампања, уште еднаш ви упатувам благодарност од срце за вашата несебична поддршка во целиот овој период. Веќе докажавме дека сме посплотени од било кога, дека сме подготвени да се соочиме со сите предизвици и дека сме на патот да извојуваме уште една голема победа во Македонска Каменица. И покрај сите пречки и обструкции од нашите политички противници и неистомисленици, успеавме да останевме силни и непоколебливи со јасна визија и единствена цел – развој на нашиот град и благосостојба за нашите граѓани. Нашите најголеми успеси се благодарени и на огромната поддршка од владата и од премиерот Христијан Мицкоски. Нашата влада и нашиот премиер се гаранција дека Македонска Каменица силно ќе се развива, дека има перспективна иднина. Со поддршка на владата и премиерот, наскоро ќе кажеме дека сме прва општина со асфалтен пат до секој дом и со чиста вода за пиење за секое семејство. Најголемите и најзначајните проекти во нашиот град се изградени од ВМРО ДПМН и ние ќе продолжиме по трасираниот пат. Пат по кој ќе чекориме сплотени, цврсто и храбро, затоа што ние резервен дом немаме. Ова е наш град, наша сегашност и наша иднина. Ние сме биле тука и ќе останеме тука, имаме визија за развиена Каменица, за перспективен град, за град на успех и благосостојба, за град во кој сите ќе бидат срекни. Секој проект кој го реализираме, го градиме со љубов, на секој дел од нашата општина сме подеднакво посветени и сите наши цели мора да станат реалност. Со многу честност и достоинство, со многу разум и знаење, со многу планирање и ефикасност ќе стигнеме на целта. Имаме идеи за напредок и визија за иднината, работиме за успешна и модерна општина која е пример за останатите. Имаме многу нови проекти за нашиот град, за сите вас. Денес нема да зборувам за реализираното затоа што веќе ги знаете нашите резултати. Нема да зборувам ни за нашата нова програма, затоа што веќе има прочитано секој од вас. Денес нема да зборувам ни за првиот изборен круг во кој извојувавме убедлива победа. Денес сум овде да упатам неколку пораки. Не наседнувајте на празните ветувања, лаги и манипулации на нашите политички противници. Веќе еднаш им го видовме паметот. Бевме сведоци на еден мрачен и срамен период за нашиот град, период на сеопшта стагнација, политички злоупотреби и понижување на нашите сограѓани. Заврши тоа време. Заврши времето без транспарентност, времето на поделби на наши и ваши, на притисоци и уцени. Заврши времето кога се делеа пари за партиски и лични интереси, времето на профитерството. Заврши времето кога нашите сограѓани молеа и се надеваа на милост. Пренесете им порака дека е дојдено ново време. Време кога се гради домакински и се вложува во иднината. Време во кое се бориме за секој еден од вас, за секој проблем да биде решен, секој предизвик да биде надминат. Време во кое Македонска Каменица и низините жители се пред се и над се.
Денес имаме нови асфалтни патишта, водоводни канализациони системи во секој дел од општината. Имаме реконструирани образовни институции и воспитно-образовен процес на далеку повисоко ниво. Јавно предпријатие кое е целосно во функција на граѓаните и кое ќе биде уште посилно и поефикасно. Имаме силни вложувања и во културата, спортот и во директна подршка за нашите жители. Денес со чист образ стоиме тука пред вас. Ве уверувам дека никогаш нема да ви изневериме, туку со уште повеќе енергија ќе го градиме овој град за доброто на сите наши жители. Сега е време на обединување, а веднаш по новата победа ќе биде време за вистинска експанзија. Доаѓа времето кога овој град ќе биде препознатлив насекаде и ќе биде инспирација и поттик за сите останати. Затоа, вечерва ве повикувам обединети, горди и достоинствени, да ја пратиме најсилната порака. Македонска каменица повторно ќе победи. Македонска каменица ќе расте и ќе се развива и ќе биде подобро место за живот. Македонска каменица силно ќе сјае. Направете го вистинскиот избор, гласајте за број 9, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија, да сте ми живи и здрави. Сега со огромна чест и задоволство го повикувам нашиот председател и премиер на Република Македонија, господин професор доктор Христијан Мицкоски. Добар ден и од мене за Македонска каменица. Благодарам на присуството, благодарам што одвоивте дел од вашето време да бидете ова после пладне со нас, да слушнете што имаме да кажеме за вториот круг на овие локални избори. Мислам дека актуелниот градоначелник и иден градоначелник прилично јасно ги кажа приоритетите кои што ги има како приоритети зацртано во својата програма за следниот нов 4-годишен мандат како градоначелник овдека во Македонска каменица. Можеби еден мал дел ќе треба да додаде во делот на поголеми субвенции за секој новороденче, можеби ќе треба да има повеќе субвенции за склучен брак, да најдеме место овдека во Македонска каменица каде ќе парцелизираме парцели за млади брачни парови кои што ќе градат куќи, своји живеалишта, па да ги ослободиме од плаќање на комунали. Тоа се се проекти кои што се многу значајни овдека за Македонска каменица и генерално за Источна Македонија, бидејќи тоа е иднината, тоа е современиот патриотизам, да градиме стопански објекти, да градиме нови училишта, градинки, болници, патишта, живеалишта за млади брачни парови, да создаваме многудетни семејства. Тоа е иднината, тоа е патриотизмот. Инаку, ако седиме позади компјутерот и ќе напишеме некој жесток статус колку сме ние големи и силни и колку ние сакаме Македонија, така не и помагаме на Македонија. Туку со дела треба да се помогне на Македонија и на граѓаните. Ние како влада тоа го правиме секој ден, затоа Димче мислам дека ова треба да биде еден од водечките проекти во твојата програма за следните 4 години како градоначелник на Македонска каменица. Драги пријатели, би сакал да направам една рекапитулација на првиот изборен круг во кој што коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, благодарение на поддршката од граѓаните, постигна историски резултат. Кога зборувам историски, за прв пат во независна демократска Македонија, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН на советничките листи за советите победи во 58 општини плюс главниот град, тоа се вкупно 59 општини. Имаме веќе избрани 33 градоначалници, во вториот круг имаме дополнителни 26 кандидати за градоначалници, 2 против кандидати на нашите кандидати веќе се откажаа, тоа се во општините Македонски Брод и Могила, така што трката во вториот круг е прилично известна дека нашите кандидати таму, кои што се и актуелни градоначалници, ќе продолжат да бидат градоначалници. И очекувам од останатите 24, сите 24 да победат и да бидат градоначалници во своите општини.
Кога на тоа ќе се додаде и главниот град, каде што Орце Георгиевски во првиот круг имаше предност поголема од 3:1 во однос на својот против кандидат, сега очекуваме да стигнеме до бројката од 125-130 илјади гласа во вториот круг. Очекувам да заокружиме вкупно 60 градоначалници, исто така историски резултат кој што никогаш досега не е направен во независна и демократска Македонија. Би сакал од моје име и од името на коалицијата да се заблагодарам на жителите на општина Македонска Каменица кои што излегоа во првиот круг и кои што ја дадоа довербата за советничката листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, но и за актуелниот градоначалник Димче и иден градоначалник на Македонска Каменица. И истовремено би сакал да се заблагодарам на сите граѓани кои што излегоа и гласаа во првиот круг. Би сакал да ја искористам оваа прилика да ги повикам да излезат и да гласаат во вториот круг. Гледаме дека има наши граѓани кои што можеби со години не дошле во Македонија, но доаѓаат од земјите во Западна Европа за да гласаат во општини како што се Брвеница и Кичево и така натаму. А гледаме дека одредени наши сограѓани остануваат дома мислејќи дека на тој начин ќе покажат некаков револт, пркос или ќе испратат некаква порака која што во суштина нема да биде препознаена, бидејќи кога останувате дома, дозволувате некој друг да одлучува за вашата иднина. Затоа мојата порака и мојата замолница до оние кои што се уште се двоумат дали да излезат во овој втори изборен круг е да излезат масовно и нормално да го заокружат бројот 9 за Димче, за идниот градоначалник на Македонска Каменица дека во Македонска Каменица. Ние се бориме за секоја општина, се бориме за секој човек, се бориме за секој метар квадратен македонска територија, тоа го покажавме како влада изминативе 16 месеци, така ќе биде и во овој втор круг. Затоа кога велам дека очекувам сите 26 кандидати кои што се во вториот круг во конкуренција сите да победат и да им се приклучат на оние 33, тоа и го мислам. И ние како ВМРО ДПМН и како коалиција правиме се што можеме тоа да се случи и јас сум убеден дека во недела заеднички ќе испишеме уште една историја која што досега не се случила во Македонија. Често ги користам овие прилики да се обратам и до членовите и симпатизерите на СДСМ. Знам дека против кандидатот овде во Македонска Каменица е од редовите на СДСМ. Знам дека им е тешко, знам дека не им е пријатно да гледаат како некогаш големата СДСМ денеска се претвори во политичка партија која што едва се бори да го надмине бројот од 100.000 гласа. Таа веќе не е под својот биолошки минимум, таа политичка партија е во исчезнување. И затоа мојата молба до нив е да размислат кога ќе излезат сега во недела и кога ќе бидат позади параванот со гласачкото ривче пред нив, со пенкалото во рака, која од двете опции да ја изберат. Едната опција е нормално да го поддржат кандидатот од СДСМ, но тоа значи дека тие го поддржуваат ова раководство на таа политичка партија која што ја доведе таа политичка партија до ова ниво до кое што денеска се наоѓа. И втората опција е да го заокружат бројот 9 и на тој начин да го забрзаат процесот на реформи, на внатрешна политичка катарза во СДСМ, бидејќи јас сум длабоко убеден дека силна СДСМ е потребна на Македонија, на политичката сцена во Македонија. Знам дека таму има искусни луѓе, има и млади луѓе кои што можат да бидат наш политички противник на следните парламентарни избори и нормално повторно ВМРО ДПМН ќе победи на тие парламентарни избори. Би сакал да подсетам, бидејќи секогаш кампањата е можности да се подсети на тоа што е сработено, што е направено изминативе 16 месеци како влада. Би сакал да подсетам дека како никогаш досега започнавме со услови кои што навистина
ги надмина и нашите најпесимистички прогнози. Кога мислевме дека е лошо и кога влеговме во институциите, свативме дека тоа што ние сме мислеле било позитивна поезија во споредба со тоа кое што го затекнавме таму. Мандатот го започнавме за прв пат, дури и во постконфликтната 2002 година при транзицијата во владата, владината сметка беше позитивна. Ние мандатот го започнавме со минус од повеќе од 12 милиарди денари, тоа е отприлика минус од повеќе од 200 милиони евра, со неисплатени плати, со неисплатени субвенции, со долгувања, со побарувања, со евроврзница која што доспеа јануари месец оваа година, со многу долгови кои што ги има јавните претпријатија, институциите и министерствата. Но и покрај сите тие предизвици, ние тоа што го кажавме како наше носечко ветување во кампањата на парламентарните избори, ние тоа и го остваривме. Долговите ги вративме, денеска сме во солидна позитива на секој месец, во секој месец ликвидноста е навистина добра. Пензиите кои што ги ветивме, она линеарно зголемување од 5000 денари во првата година го исполнивме во првите 9 месеци, во година и половина тоа линеарно зголемување ќе биде 7000 денари. Не направивме коалиција со Демократската унија за интеграција, најпрви ни ја разластивме, после овие локални избори и ја поразивме. И покрај предизвиците реалоциравме околу половина милиарда евра од државниот буџет за општините за реализирање на капитални инвестиции, тоа што им е потребно на граѓаните. Добар дел од тие средства завршија и тука во општина Македонска Каменица. Така што сето она кое што беше наше носечко ветување во кампањата пред година и половина, ние и пред време го реализиравме. Продолжуваме со истата динамика, бидејќи нашата стратегија, откако ја видовме реалноста, беше поделена во 3 чекори. Првиот чекор беше да го сопреме слободното паѓање. Вториот чекор беше да дојдеме до состојба нула, подразбира да се консолидира системот, и од тука веќе во третиот чекор да почнеме да ја развиваме државата, нешто кое што допрва следи. Јас не велам дека во првите 16 месеци сме дојдени до таа фаза, но дојдовме до состојба на консолидирање. Свесен сум дека некои очекуваат и побрза динамика на испорака на резултати, но ние и во кампањата зборувавме дека чуда се невозможни. Ние не сме чудотворци, секој оној кој што зборува за чуда, не ја зборува вистината и не треба да се верува на таквите зборови, туку ние сме поборници на темелна, напорна, дисциплинирана работа и можам гордо да кажам дека една цела генерација градоначалници на ВМРО ДПМН и коалицијата, беа 42 на број, изминативе 4 години помина мандат без да има основани сомневања за злоупотреба на положбата градоначалник, за криминално однесување, надменно однесување и така натаму. Тоа го правиме и во владата сега. Тоа го правиме и во владата. Ако во минатото на дневна основа имавме скандали кои што се броја со неколку на ден, сега гледате дека поминавме 16 месеци без било какви непријатни сцени, чии што предизвикуваат се владени функционери и министри. Имавме двајца кои што девијантно се однесува и двајцата се однесува, се извинувам, и двајцата се приведени и се наоѓаат во затвор. Така што лично го следам тој процес, нема да дозволам вашата доверба која што ни ја дадовте да биде по ниту една основа разочарана. Нема никогаш да дозволам образот на граѓаните пред и над се да биде изволкан. Јас тоа ви го гарантирам и будно ќе ја следам работата и на овие нови 60 градоначалници после овие локални избори, после вториот круг, исто како што будно ја следам работата на министрите во владата и оние луѓе кои што ја добија довербата од вас пред се граѓаните. Така што ова е нашиот завет и ќе продолжиме така дисциплинирано да се однесуваме. Не ги заборавивме ниту пак бизнисмените,
успеавме да донесеме средства кои што тие ги користат, 250 милиони евра, по најниската каматна стапка од 1,95% во Европа, со грејс период до 3 години и рок на отплата до 12 години, дополнителни на овие 3 години, што значи дека важен ни е инвестицијскиот бран и тоа предизвикува да ние денеска имаме раст на индустријското производство, раст на бруто домашниот производ и она наша цел која што беше до крајот на нашиот мандат да имаме номинален бруто домашен производ околу 20 милиарди долари, со гордост можам да кажам дека ќе ја постигнеме до крајот на оваа 2025 година, ќе се доближиме до таа бројка од 19,5-19,6 милиарди долари и за прв пат бруто домашниот производ по глава на жител ќе биде петоцифрена бројка, односно ќе биде над 10.000 долари по глава на жител, нешто што досега беше невозможно. Ги завршивме делниците од експресните патишта кои што беа заборавени, делницата која што ги поврзува Страцин Ранковце со Крива Паланка, делницата која што го поврзува Градско со Прилеп, односно двојната делница од Градско до Дреново и од Дреново до Фариш. Исто така го завршивме и го пуштивме во употреба регионалниот пат кој што ги поврзува Охрид Коинско со Свети Наум. Пуштивме околу 35 километри од автопатската делница која што ги поврзува Кичево со Охрид. Останува уште мал дел кој што очекувам да биде завршен најдоцна до првиот квартал од 2027 година. Сега се завршува мостот кај Требениште и тие 35 километри ќе бидат целосно пуштени во употреба. Ја интензивиравме работата на автопатските делници кои што ги поврзуваат Тетово, Гостивар, Букојчани и Прилеп, Битола. Истовремено можам да кажам дека градоначалниците во својот 4-годишен мандат реализираа проекти, модернизација, реконструкција и изградба на патишта, булевари во должина од 770 километри во вредност од до 100 милиони евра, што значи дека патната инфраструктура и капиталните инвестиции кои што носат капитал, додадена вредност, се наш приоритет. Подпишавме договор со Обединетото кралство за нови 6 милиарди евра инвестиции во коридорот 10. Тука ќе ни биде потребна голема градежна оператива. Јас ги повикувам македонците кои што се надвор од Македонија да дојдат дома, бидејќи тука ќе има повеќе работа отколку во Италија, во Германија или било каде таму да се, во годините кои што следат. Секоја година, во наредните 5 до 7 години ќе имаме по 1 милиарда евра капитални инвестиции во градежниот сектор. Каменот си тежи дома и треба да си дојдат дома, затоа што гледаме дека и таму не е така како што беше пред деценија 2 и 3. Тука има нова влада која што си ја сака државата и ќе направи се за Македонија, влада која што дисциплината и честната, напорна работа и е приоритет. Затоа стојам со сиот свој интегритет и затоа ве повикувам сите кои што сте надвор, дојдете во Македонија, дојдете си дома, заедно да работиме и да ја градиме нашата Македонија. Сум поминал и во Германија, и во Италија, и визитинг професор бев на Техничкиот универзитет во Австрија. Дома си е дома, каменот дома си тежи. Сосема на крај сакам уште еднашка од моје име да ви се заблагодарам што еве најпрви одвоивте дел од вашето време да бидете ова попладне со нас, да ве замолам од моје име во недела за 2 дена од денес на 2 ноември да излеземе што е можно помасовно, да не дозволиме друг да ја крои вашата иднина, туку сами да бидете тие кои што ќе ја моделираат иднината на македонска каменица и нормално да гласаме за бројот 9, да гласаме за Димче, човек кој што има мојата лична, недвосмислена подршката на владата. Затоа што убеден сум дека заедно со Димче ќе направиме
многу не само за Македонска каменица, туку бидејќи сега уште во првиот круг тука имаме градоначалници и во Малешевијата и во Пијанец, почнувајќи од Берово преку Пешчево до Делчево. Сега ќе завршиме втората работа и во Каменица и во Виница и ќе го заокружиме целиот овој регион. И благодарам да сте живи и здрави и Бог да ни ја благослови Македонија.